Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во училницата. Денес имаме час по математика. Јас сум наставничката Љупка Андреева од Основното училиште Коле Неделковски од Скопје. Темата е број и решавање на проблем, а содржината на денешниот час е одредува број што е за 10 поголем или помал од некој двоцифрен број. Целите на овој час е ученикот да одредува број што е за 10 поголем или помал од некој двоцифрен број, да знае да брои до 100, ученикот да знае цели десетки до 100, да умее да користи табела 100. Ајде за почеток да ги кажеме целите десетки до 100 со помош на табелата со броеви. Оваа табела би требало многу често да ја користите, додека да се научат броевите, броењето, нанапред и наназад. За 10 поголеми, за 10 помали и така натаму. Ајде сега да ги кажеме целите десетки до 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 90. Гледате дека се наоѓаат вертикално надоле по последната колона. Ајде сега да определиме еден пример за да стане појасно. Го земаме бројот 34. Бројот го наоѓаме во табелата и сакаме да видиме кој број е за 10 помал од бројот 34. Го наоѓаме бројот 34 и сакаме да утврдиме за 10 кој е помал број за 10 од бројот 34. И броиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и стигнуваме до бројот 24. Што може да забележиме? Дека помалиот број за 10 од бројот 34 е 24, тој се наоѓа пред него во истата колона. Ајде да видиме уште еден пример, да го пронајдеме бројот 57 и да видиме кој број е за 10 помал од 57. Броиме на истиот начин. Значи не го броиме бројот 57, туку почнуваме да броиме од 56. Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и стигнуваме до бројот 47. Еве да одбереме и друг пример од табелата 100. Ајде заедно да пробаме. Земете ги вашите табели во рацете и барам. Да го најдеме бројот 55. Еве го бројот 55. Сега да видиме пак кој број е за 10 поголем од бројот 55. Што мислите? Ајде да броиме. Значи еве го бројот 55. И броиме сега нанапред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И доаѓаме до бројот 65. Значи, поголем број за 10 од бројот 55 е бројот 65. Вака може да се вижвате постојано, да се зададете еден број од самата табела и да броите. Со користење на табелата 100 може да научите многу да броите и нанапред и наназад, за 5, за 10, за 1 и така натаму. Еве јас за вас примив една задача, многу интересна, во која што на празните полиња ќе треба да ги запишете броевите што недостасуваат. Броевите што недостасуваат се за 10 различни едни од други. Пример, да почнеме со бројот 5. За 10 поголем од бројот 5 ќе видите во табелата да запишувате овде. Потоа добиениот број е за 10, значи поголем, односно следниот број за 10 поголем и се добива бројот 25. Потоа 35. За 10 нанапред подобиваме следниот број и така ги пополнуваме сите полиња во табелата. Кога ќе решите задачата, ќе ја споредите со табелата и ќе видите дека дали ви се точни броевите кои што ви се запишени на празните колиња.
Задача 2. Често да броите до 100, да пронаѓате броеви за 10 помали или поголеми од некој број со помош на табелата 100. Се надевам дека разбравте како се доаѓа до некој број кој за 10 помал или поголем од некој број што ние сами ќе го определиме, и се надевам дека знаете да броите до 100. Среќно, довидување.